Dobro večer, dragi Kičevčani. Dobro večer, Kičevo. Dobro večer, pobedničko Kičevo. Dobro večer za Unijata na mladi sili na VMRO DPMN. Dobro večer za Unijata na ženi na VMRO DPMN. Dobro večer za Unijata na veterani na VMRO DPMN. Dobro večer do opštinski komitet na VMRO DPMN ovde u Kičevo. Dobro večer za koalicijata za Podobra Makedonija. Dobro večer, braća i sestri, i dobre dojdovte na pobednički miting ovde u Kičevo, da go pozdravime inni od predsedatelj na Republika Makedonija Gordana Siljanovska-Davkova. Sekogaš je najtežko koga si doma među svojite. Sekogaš je najtežko i najgoleme predizvikot ovde u Kičevo od kada što se rodeni mojite dedovci, kada što je roden moj tatko, i sekoga za mene predstavlja poseben predizvik koga imam ta možnost sve to oni što mi go kažuvale da go počustvujem, a ta emocija da ja prenesam ovdeka pred vas. Vi blagodaram što ja imam ta možnost pred se. I sakam pred da продолжам понатаму да соопштам една вест, радостна вест која што изминативе 8 дена од кампањава, но и после поминати илјадници километри ширум Македонија изминативе месеци, и после илјадници разговори со наши сограѓани, можам слободно да ја пренесам радосната вест, a to je дека na 21. april, braća i sestri, pobeduvame! Pobeduvame! A potoa ta pobeda ќе potvrdime i na 5. maj. A posle 5. maj se znaje predvremeni parlamentarni izbori. A na tije izbori pobedува VMRO DPMN, koalicijata za Podobra Makedonija i koalicijata со народот. Ta je najgolemata koalicija. Bivelat, sum se zanel, ne bile ova parlamentarni izbori, ova bile predsedateljski izbori. Im odgovoriv, no evo i ovde od Kičevo sakam da gi podsjetam. Nije, gospoda od vrhuškata na SDSM, sme različni od vas. A zašto sme različni, сега ќе ви кажам. Различни сме, zato što našата последна мисла пред да заспиеме е за народот и за Македонија. Нашата прва мисла, кога ќе се разбудиме, е за народот и за Македонија. И секојдневно меѓу себе дебатираме што можеме ние да сториме за овој преубав велик народ и оваа преубава татковина Македонија. А вие, господа, od vrhuškata na SDSM. Mislite na narodot i na tatkovinata od izbori na izbori. To ne pravi nas i vas različni. Kogodev na kaj salat ovde, pročitav jedan transparent deka ova ne bilo Kočani, tuku bilo Kičevo. Znajme nije, deka ne je ni Kočani, tuku točno, to je našето. Na mene i na mojite predci i na profesorkata idni od predsedatelj, našето Kičevo.
Но јас да ви поставам едно прашање. Географија и малку историја. Ова е кичево во Македонија. Но што направивте вие, господа, од врхушката на СДСМ за ова Македонија? Одговорете им или уште подобро побарајте извинување од кичевчани и од граѓаните во Република Македонија. Тоа е разликата, господа, од врхушката на СДСМ меѓу нас и вас. Ова е нашето кичево во нашата Македонија. А која е вашата? Вие, господа од СДСМ, чекорите кон иднината со вреки полни украдени пари. А ние сакаме да чекориме кон иднината достоинствени, искрени и честити. Вие, господа од СДСМ, ја сакате иднината за да се богатите, а ние сакаме богата татковина и богати граѓани заедно да чекориме во иднината. Вие, господа од СДСМ, би се откажале од минатото, затоа што минатото како сидрове влече и не видава да одите кон иднината. А ние, господа од СДСМ, се гордееме со нашето минато, со нашата историја и со нашата традиција, кои се наше едро во кое дува ветер и грабиме цврсто кон иднината, ама онаа честитата иднина. Ние, господа, од врхушката на СДСМ, нашите сограѓани ги велиме браќа, сестри, почитувани, добри луѓе. А вие, господа од СДСМ, како да заборавивте кога ги нарековте стока, а потоа ги нарековте и сурати. Но тие луѓе тоа нема да ви го заборават и цехот ќе го платите на следните председателски избори сега на 21. април. Тоа овој народ нема никогаш да ви го заборави. И наместо да продолжите да ширете лаги ширум оние полупразни плоштади, училишни сали и седенки на клупа, потребно е од прв до последен да излезете и да им се извините на нашите сограѓани што така ги нарековте. Да им се извините и за транзицијата и за целата плячка која што ја направивте во Македонија. За сите човечки судбини кои што денеска живеат лош живот. Вие, господа од СДСМ, имате проблем со себе, а ние, заедно со народот, имаме проблем со вас и тој проблем ќе го решиме на 21. април и на 5. мај. Неправда е, господа од врхушката на СДСМ, кога ќе распишете оглас, копирајки го ВМРО ДПМН, и наместо една честита демократска партиска процедура да изберете председателски кандидат, ќе се соберете во мафијашки стил во еден скап и луксузен хотел во центарот на Скопје и деспотот ќе го именува кандидатот. Е тоа не прави, господа од СДСМ, нас и вас, затоа што вие мислите дека сте ја направиле најголемата коалиција во Македонија. Не. Вистината е дека ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија
и народот се најголемата коалиција во независна Република Македонија. А сета сила на таа коалиција ќе ја почувствувате многу скоро. Многу скоро ќе ја почувствувате сета сила на таа коалиција. Па да видите тогаш дали е киша околу Крагуевца или македонски тајфун кој што сите ќе ве отува од таму од каде што сте. Неправда е кога како опозиционер редите чевли пред владата, она истата влада во која што сте сега. А денеска не само што иселувањето е поголемо од било кога, туку ништо не правите да го спречите тоа иселување. Неправда е кога ќе им ветите нови млади луѓе овде, младинска гаранција, реновирани студентски домови, подобро образование кога сте опозиционер, а денеска кога сте власт, не само што ништо не превземате, туку дури ни малку не ве погодува тоа што нашите македонски студенти учат во студентски домови руинирани во субстандардни услови. И вие ни милиметар не мрдате за тоа да го промените. Неправда е кога како опозиционер на земјоделците им ветувате за гарантиран откуп, им ветувате поголеми субвенции, им ветувате поддршка и помош, а денеска кога ќе прошетам низ Македонија, чемер и јад слушам од земјоделците. Во ресен со пила ги сечат крошните кои што род треба да дадат за да ги прехранат луѓето своите семејства. Затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар. Затоа што Пелагонија седи ненабрана, неожнеа на сонце да ја грее. Затоа што во Кочанско магацините се полни со ориз и нема кој да го откупи. Затоа што во Малешевијата и Пијанец луѓето родот го истураа во коритата на реките, затоа што немаше кој да го откупи. Неправда е кога се колневте во жицата, во дедовината и во татковината дека нема да се откажете од најмилото. А вчера бев во Струмица и ве подсетив на епохалното дело на Пецев, на Белев, на Јарамов, на Топчев и на Костуранов, кои што своите животи младешки ги положија за ова кое што вие денеска безмилосно и крвнички го распродавате и го продавате. Вчера бев во Струмица и ве подсетив на тие луѓе. Неправда е кога ќе ветите реновирани клиники и 100.000 денари плата за докторите кога сте во опозиција. А денеска ги полниме клиниките во Европа и во светот. Неправда е кога на бизнисмените ќе им ветите вистинска политика и структурни реформи како опозиционер, а кога ќе дојдете на власт, ќе ги покачите безмилосно даноците за да може да го полните буџетот и потоа да го празните со договорени тендери во 4 очи. И тоа е неправда. Неправда е тоа што денеска и се случува на Македонија. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, втората добра вест е дека пред зората е најтемно. Но доаѓа зората на слободата, изгрева зората на слободата и носи правда, правда во Македонија, правда. Неправда е кога се срамувате да испеете дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини, а јавноста
Таа што плата ви дава, ќе ја убедувате, ќе ја лажете дека немало време за протоколарност и авионот доцнел на вашиот нов пријател. Па чуму ви е таков пријател, ако не ве почитува такви какви што сте? Чуму ви е таков пријател? Не ви треба таков пријател. Нема потреба да се понижувате и омаловажувате. Неправда е кога на невистината и нема крај, па потоа ќе се препелкате и ќе кажете која била всушност вистината. Сте ја приватизирале химната за да не му нанесете штета на вашиот нов пријател дома во неговата земја. Ете, тоа е неправда. Неправда е кога се плашите да кажете дека нашите сонародници, дека луѓето кои што пеат македонски мелос и кои што играат македонски ора во северниот дел на нашиот јужен сосед, се македонци родени од македонци, тие така не сакале, така Господ сакал да се родат. Неправда е кога вас ви е срам тоа да го кажете. А сте премиер. Неправда е сето тоа денешно реално време и можам уште многу примери да редам. Но веднаш по завршување на конвенцијата во Струга имав можност да поразговарам со многу наши сопартици кои дента беа таму и кои што одлучија професорката Гордана Силјановска-Давкова да биде идниот председател на Република Македонија. Да ги прашам, што е тоа што нив ги натера да го дадат својот глас за Гордана Силјановска-Давкова? Две работи вака ми оставија поголем впечаток и сакам да ги споделам овде од дома со вас. Првата е што Гордана е најинспиративниот професор на правниот факултет во Скопје. И никогаш не го штедела своето знаење, туку напротив, секогаш го пренесувала на своите колеги, на своите студенти, затоа што е честита, искрена, принципиелна, харизматична мајка, сестра, сопруга, соседка, колешка, пријателка и пред се голем другар. Затоа што е безкомпромисен борец за правото и правдината. Затоа што со својата биографија, дома, но и надвор, гарантира дека не секогаш, кога ние ќе бидеме централна власт, а Гордана ќе биде председател, ќе се сложуваме. Ќе имаме некогаш и недоразбирања. И така треба да биде. Затоа што ова не сме и не треба да биде едноумие. Со едноумието завршивме кога се ослободивме од комунизмот. Ова треба да биде демократски амбиент во кој што политичарите ќе ги аргументираат своите позиции. Па оние аргументи кои што ќе бидат најсилни, тие нека победат. А тој кој што има послаби аргументи треба да ги прифати тие аргументи и заедно со останатите политички елити да излезат пред народот и тоа да го споделат со народот, да слушнат што има народот да каже. Затоа што народот е суверен во оваа земја. Тој дава и тој одзима легитимитет. И втората работа, што Гордана Силјановска-Давкова секогаш била во првите редови во заштита и одбрана на државниот и националниот интерес. Така беше и 2004-та за територијалната
така беше и во 2018-та за името и за идентитетот. Затоа што тоа е патриотско големо срце кое што гарантира заштита на државните и национални интереси. Браќи и сестри, добри луѓе, ќе помине многу време, повторно ќе се видиме. И секаде ова го зборувам, за да не биде дека не сме кажале, да не биде ова дека се тоа само умовите на ВМРО-вците. Ќе помине многу време и повторно ќе се видиме овде и ќе разговараме и ќе си го поставиме прашањето, до душа некои од нас ќе бидат со помалку, некои со повеќе седи коси, и ќе си го поставиме прашањето дали кога можевме направивме се што можевме за да и помогнеме. Зошто? Затоа што нашиот сон, браќа и сестри, добри луѓе, е голем, велик. И тој сон треба да продолжиме да го сонуваме, да се бориме да го сонуваме, а во таа борба ќе има многу предизвици и искушенија. И тие се велики како нашиот сон, затоа што ако сонот, македонскиот сон не е велик, тогаш чумути се искушенијата и предизвиците. Тогаш тоа не ти треба. Но бидејќи има, тоа не треба да не демотивира и обесхрабрува. Напротив, треба да не мотивира да застанеме цврсто на нозе и да се бориме. Да се бориме затоа што тој што се бори, тој и победува. Ајде да го сонуваме заедно нашиот сон за Македонија. Ајде да го сонуваме сонот Македонија, технолошки тигар на Балканот. Ајде да го сонуваме сонот кога нашите се враќаат дома каде што тежи каменот. Ајде да го сонуваме сонот на реновирани училишта, универзитети и болници. Ајде да го сонуваме сонот каде што се отвараат фабрики, каде што има среќни луѓе. ВМРО ДПМН има решение за овој сон. ВМРО ДПМН ја подготви и изработи невидена досега, незапаметена изборна програма, која што се темели на 3 столба. Првиот столб е мерки за зголемување на квалитетот на живот на нашите граѓани. Вториот столб – економија, нови работни места, образование, здравство, земјоделие, мирен, достоинствен живот за пензионерите. И третиот столб – македонизмот, да го вратиме македонизмот во Македонија. И тука не мислам само на македонците. Тука мислам на сите граѓани во Македонија. На албанците, на турците, на србите, на бошњаците, на ромите, на власите, на сите. Како што можат граѓаните на Франција да си ја сакаат Франција и да се горди, како што можеше председателот Трамп да ги повика граѓаните на Соединетите Американски држави. Нации, народи живеат таму. Да ја направат Америка голема повторно. Така и ние да си го вратиме македонизмот без разлика на нашата етничка припадност и да ја направиме нашата мила Македонија горда повторно. За крај, последно, но не помалку важно. Нема да гледате насмеани политичари, окезени, кои што во фракови и лептир кравати газат дебели персијанци на балови во европските метрополи. Ке гледате ненаспани, изморени лица на политичари, кои што наместо инспекторите под мишка ке носат проекти и развојни програми и заедно со вас ке работат. Ова ви го ветувам со сета своја чест и достоинство. Да ни е жива и здрава Македонија.
да ни е големо, срекно и просперитетно кичево и нормално. Господ да ни го поживее, ВМРО ДПМНЕ. Ви благодарам и до победа!